Ново вандалство на пешачката патека во Штип, уништени половина од канделабрите. Оштетени се над 20 канделабри на пешачката патека зад градскиот Исар. Имаме турнати канделабри, значи очигледно со насилен напор обид истите да се срушат, испокинати жици, срушени капи на самите канделабри, од кои што некои се разбира, не може да се поправат, туку напротив треба да се стават нови. Последното вандалство е една од најголемите на патеката и од него штипјани буквално се згрозени. Во нема никаде. Некој краде, а некој крше. А чудиме мене како е изаден стубот. Тоа не е еден, двајца, тројца, тука се повеќе луѓе со замисла. Секој вечер да ги менат, секој вечер ќе биде скапан. Да. Тоа е вандализм. Луѓе ли сме, не ли сме луѓе, не знам. Кажам, тоа се неки лудаци да ги раши. Нормално тоа не ради. Кршење на канделабри имало и порано, но не од ваков размер. За санација на сегашното дивење на поединци на општината ќе и треба многу време. Станува збор за штета која што се мери во илјадници евра. Ние и порано имавме најчесто кршење на сијалици, меѓутоа таа штета беше минимална и покрај тоа што е штета и ги заменувавме колку што можеме. Нашите граѓани кои што обожаваат оваа патека, посебно во вечерните часови, кои што уживаат и се рекреираат, да не се изненадат доколку вечер не видат светло, бидејќи половина од патеката е во мрак. Последниот случај е пријавен во полиција и по вандалите веќе се трага. Колку потрагата ќе биде успешна е прашање, зашто синоќа во Штип имаше многу гужва и луѓе дојдени од страна, што работата на полицијата ја отежнува. Пешачката патека, изградена пред 3 години, е омилено шеталиште на штипјани и место за спорт и рекреација. Ова сега на нив им е отежнато поради туѓа несовесност и неодговорност. Доволна причина за општината и полицијата заеднички да размислат за воведување на позорникари или редари во овој дел од градот.